И немаш право така да... Значи, јас зборувам за предложениот дневен ред, со кој се слагам или не се слагам, на кој можам да кажам предлози или да кажам недостатоци. На 100 степени денес СДСМ и ВМРО одлучуваа како 200.000 евра да се поделат на клубовите. За опозицијата не беше во ред постапката, а според мнозинството се беше регуларно. Така поставениот дневен ред не е по правило, ја крши процедурата и не е по критериум. Да на овие клубови во овој момент се додели финансиска помош. Не затоа што тие клубови не заслужуваат финансиска помош и поддршка, туку затоа што не е по правило спроведено од страна на општината. Само да ги подсетам сите совети, дека програмата за спорт за 2020 година, која што овај совет ја донесе пред неколку месец. Точно е наведено правилата, процедурите, поставките за доделување на средства и по која што на овие барања сега одговараме на овој начин. Објаснувањето на Миланов за опозицијата не беше доволно, па за да се надмине проблемот, излезе со свој предлог. Општина Штип да повика, да направи јавен повик до спортските клубови, да може да достават барање и врз основа на тоа барање да донесеме дали воредна седница на Совет на општина Штип, која што ќе биде стриктно за доделување на финансиска поддршка на спортските клубови на територија на општина Штип. Сепак со 12 против, 8 за и 3 воздржани гласови, предлогот на Јорданов не помина, пошто уследија непријатни моменти. Од улица могам те него... Ама тоа не ти уредба е тоа што оглучуваш, значи ти за тоа да водиш редно советот. Обидот на градоначалникот Благој Бочварски да ја смири нараснатата тензија беше прекината со дофрлување од место од страна на опозицијата. Место дофрлањето не е коректно. Не е коректно. Ако не ми дозволувате да зборам, како да се обратам према вас? Ако не ми дозволувате да се обратам пред советниците, прв пат земам збор, како да се обратам према вас? Благодарам, бидејќи нема услови, јас нема повеќе да дискутирам на тема. Не многу подоцна стигне извинување. Од моје лично име, само моје лично име, јас сакам да се извинам на дофрлувањето од место, кои што не се ни деловнички, ни културни. На крајот, по повеќе од 1 час, со 12 гласови за, 3 против и 6 воздржани, советниците ја отворија првата од планираните 26 точки за денешната 29-та седница на Општинскиот совет. Во меѓувреме, се разгледаа 11 спорни точки со кои 13 милиони денари општински пари добија 11 општински спортски клубови.